Апсурдно е што Дуи повторно удира на национализам со тврдењата дека смената на нивни функционери во полицијата било напад на сите албанци. Во моментов само тоа и можеме да го очекуваме од партијата на Али Ахмети, која што тешко се справува со фактот дека е опозиција по повеќе од 2 децении власт, сметаат дел од познавачите. Политичкиот аналитичар Агим Јонус за Алфа вели дека кадровските промени никако не смеат да се користат во националистички цели. Доколку се сменети функционери, доколку комбинаториката на раководството на државата воопшто не одговара некому, тоа не мора да значи дека тоа е извор на национализам. Апсурдно е да некој само поради тоа што е албанец се чувствува обесправен. Во Македонија последниве години имаше неколку нерасветлени убиства, а според познавачите единствено криминалот цветал. Политичкиот аналитичар Љулјзим Фаризи за Алфа вели дека сосема очекувано да има кадровски промени во Министерството за внатрешни работи. Тие тоа го именуваат како етничко чистење, што нема врска со реформите што треба да се случуваат во тоа министерство. Имајќи предвид дека во минатото државата беше узурпирана од страна на припадниците на МВР, бидејќи криминалот и корупцијата цветеше во нашата држава, тогаш се подразбира дека реформите треба да се направат. Според Фаризи, сепак очекувано е тоа што го прави Дуи, бидејќи нивната единствена цел е само да бидат во власта. Политичките ставови на Дуи веќе познати се. Тие се сегогаш по секоја цена сакале да бидат дел од власта. Сегогаш тие кога се дел од власт во државата, според нив светови се убаво во државата. Јонус вели дека во наредниот период можеме да очекуваме само засилување на ваквата реторика на Дуи. Дуи ги користи сите можни методи да направи збрка, да направи евентуална нестабилност и да дојде до што побрзи предвремени избори. Они допрва ќе употребуваат реторика која ќе го подига народот, а самото тоа и своето незадоволство. Да се разбереме, а македонската страна не е адресата на која што Дуи треба да ги упатува своите стрели. Албанскиот народ во Македонија си има своји официјални представници во власта. Одлуката да се сменат неколку високи функционери во МВР од Дуи станаа причина партијата да обвини дека станувало збор за некакво етничко чистење во полицијата. Интегративците иста реторика има и кога ВМРО ДПМН реши да коалицира во владата со вреди. Од партијата на Али Ахмети тогаш обвинуваа дека не се почитувала волјата на албанците, а албанскиот партнер во власта го прогласија за нелегитимен.